Господине Костадинов, кажете поради што се собравте овде пред Министерството за здравство? Кои се вашите барања накратко? Најпрво поздрав за гледачите, длабока почит за нашите пациентки. Жално е, многу е жално во каква состојба се најдовме и ние, а пред се пациентките, низ системските концепти кои што немаат дефинитивно јасно дефинирано принципи на функционирање, и суштината на нашето собирање денеска е да побараме официјален диалог со институциите за да направиме сериозна рамка како сето тоа ќе функционира во иднината, а која што ќе биде согласно на медицината базирана на докази, како што и треба да биде, како што е назначено дека треба да биде и во нашите договори дури, а не е. Во таа смисла, ние денеска се собравме само за да побараме институциите да не примат, да седнеме, да се издоговориме и сериозно да поработиме, за да може квалитетно да функционираме и луѓето, нашите почитувани пациентки да се задоволни, а и ние да можеме да имаме одржлив и сериозен систем во кој што ќе функционираме. Тоа е суштината на нашето собирање денес. Така, дали веќе сте побарале средба со некоја институција и каков одговор сте добили од нив? До Фондот за здравствено осигурување две писма имаме пратено со едното добивме одговор дека се е дефинирано во договорот и не би требале додатно да дискутираме, а второто писмо кое што е на 15 јануари пратено, се уште немаме апсолутно никаков одговор од Фондот за здравство. Ние ги почитуваме двете институции, Фондот и Министерството за здравство, имаме добри академски релации на многу нивоа, бидејќи ние сме присутни во функционирањето на здравствениот систем не само во нашето секојдневно работење, него и во креирањето на здравствените политики на многу нивоа и имаме релативно добра соработка. Очекуваме дека ова прашање ќе биде многу сериозно и квалитетно разработено и во прилог на доброто на пациентите и нашето функционирање ќе биде соодветно решено. Така, доколку еве не добиете никаков одговор, кои се вашите индичекори? А ние не сакаме конфронтација. Значи, немаме ние многу сериозни замисли за конфронтација, но задржуваме право да ги искористиме сите наши уставни загарантирани права за да продолжиме со наше излагање онака како што треба понатаму. Што и како ќе се случува, ние очекуваме сепак една нормална комуникација и да не доаѓа до никакви сериозни нарушувања на системот на функционирање. Така, ви благодарам за разговор. Ви благодарам и на вас. Александар, тоа беше се одовде од Министерството за здравство. За наредното информативно издание ќе побараме одговори од Фондот за здравство околу оваа проблематика.